Благодарам, почитуван председател, почитуван директор, се е тоа во ред. Меѓутоа, еве, ако оценуваме како што оценуваше министерот, веројатно сте ја промашиле темата, истото ако го вратиме со истата реторика, затоа што, нели, предходно за министерот ние сме мешале тука баби и жаби, сме спомнувале една, друга, трета кризна состојба, граници и така натаму. Зборуваме за здравствена криза. Сега, може би сте оправо, не сакам да, затоа што не ја познам многу работата на системот за одбрана, зборуваме за следно. Ние она што го укажуваме е дека се злоупотребува целиот систем во време на кризна состојба. Во периодот од 1.3.2020 до 30.9.2020 се имаат направено јавни набавки со различни цени, односно некаде каде што се спровела постапка за јавна набавка се спровела, некаде се договарале во 4 очи. Што значи тоа? Дека заштитната маска со понизок квалитет некаде била за цена од 4,79 денари, а некаде била за цена од 107,2 денари. Заштитните маски со повисок квалитет, односно оние KN95, некаде биле со цена од 40 денари, некаде биле со цена од 312 денари. И сега да не ги набројувам, заштитните мантили некаде биле 20, некаде биле 2000, каљачите некаде биле 0,7, некаде 42,37. Она што ние окажуваме, суштината е дека многу често се прават злоупотреби и овие кризни состојби наместо да се насочат во насока на подобрување на здравствениот систем, во зголемување на капацитетите кои што би допринеле за поголема заштита на граѓаните на Република Македонија од здравствената пандемија, многу често знае да се злоупотреби. Ние не велиме дека не треба да има. Меѓутоа, ако размислуваме логично, сеедно ни е дали ќе има. Затоа што не гледаме ефект од она што треба да биде првичната цел на донесувањето на оваа кризна состојба. Не гледаме ефект да не се повторувам, во нови болници, нови системи, не гледаме дека имаме редовно набавка на вакцини, не гледаме дека граѓаните доволно имаат пристап до вакцините и така натаму. Не сакам да ви го спорам она што го кажавте, меѓутоа сакам да ви кажам каде ни е насоката. Ви благодарам.